Подготвувајќи ја вечерашнава проповед, се замислив од пред 3 години кога подготвував психологија. Често употребувам многу размислувања, многу откритија во однос на психологијата, иако релативно млада наука. Меѓутоа, ке мене предизвика така некој жар. И тој жар не престанува да во секоја една проповед да го видам тој психолошки контекст. Од причина, кога изучувавме психологијата, многу интересна наука е, а токму она што предизвикува интерес кај мене беше што основниот темел, основниот фундамент е Библијата. И тоа е стварно многу би рекол интересен и специфичен момент во однос на психологијата. Тргнувајќи на самиот наш живот, тој е еден порив, би рекол, што го имаме внатре во нас, што е вграден, и таа непрестана наша борба и, би рекол, барање и истражување, зошто ние постоиме вопшто на оваа земја, или ако се изразам точно психолошки, кој е нашиот мотив? Има ли нашиот живот смисла? Нема човек кој што живеел на оваа земја, а да не ја побарал смислата на живењето. Која е таа наша смисла од нашето раѓање, нашето обучување, школување, образување, постигнување и нашиот крај, како што обично говориме, во бутел или 2 метра под земја. Многу е интересно од самите почетоци на едно мало дете, ако го видите неговиот психолошки, би рекол, профил, целиот наш живот е многу интересен. И јас просто кога ќе земам да истражувам и да читам, никако не можам да се сложам и вчера, оваа вечер, може почесто ќе се навраќам на вчерашниот машки час, бидејќи многу го си поминавме. И вчера се отвори една таква тема на машкиот час. Неминовно е човек ни својот живот во било која, би рекол, возраст од својот живот, да не истражува и да не бара нешто и да не размислува. И не можеме, контекстот е се сложивме вчера, не можеме да поверуваме дека сме настанати по Дарвиновата теорија, па нешто сме се развили. Па исто не ми држат ни фактите, ни аргументите, демек нешто од хаотична некаква си експлозија, па ние сме дошле до едно вакво, би рекол, до една ваква совршена состојба. Па има еден пример, сме го работеле за од 3 до 4 годишни деца, многу е добро за луѓето, го поврзува кога треба да запомните многу големи делови од Библијата, кои помага при учењето на младите, помага ако сакате кој има желба да учи брзо некаков странски јазик. Во тој период децата располагаат, би рекол, некаде со околу 500 збора. Од 3 до 4 година збориме, мора да напомнеме, ако живеат во едни нормални семејства, каде што има една нормална комуникација, едни нормални услови на живот. И тие 500 збора, интересно тоа што секој ден ги повторуваат по 20.000 пати. И тоа е една ваква од малите тајни, ако сакате нешто, многу лесно да го усавршите. Зошто го говорам сето ова? Многу се интересни децата некаде од 12-та или од 9-та до 12-та година, машките деца, бидејќи тогаш нивниот татко е најсилниот татко. Нивниот татко знае се што ќе фати, он знае. Се што ќе го прашат, нивниот татко знае. Настанува еден проблем кога ќе се соберат врсници од таа возраст, па ќе почнат да разговараат за своите татковци. Сакам да ви кажам една таква приказка. Едното дете, како што се собрало, рекло, мојот татко има обичај навечер, ќе седне, ќе земе бел лист хартија и нешто си пишува на листот хартија, после кратко време вика, ова е стихотворба. И оваа стихотворба, после ја дава, му даваат по 50 евра за една стихотворба. Другото дете го гледало, му рекла,
Вика, и мојот татко прави слична работа. Вика, зима лист хартија, исто така, вика. Попладне, седнува, си пишува нешто. И вика, на крајот вели дека е ова песна, ама вика, кај него доваѓаат и други, па барат други песни, па му даваат по 150 евра, ама ги слушам после истите песни по радио, по телевизија. И слушало третото детенце и рекло, и мојот татко да видите, исто и он, вика, ке си земе бел лист хартија, пишува нешто и на крајот го нарекува тоа проповед. Оди во недела во црква и не само една недела. Цел месец им зборува таа проповед и да видите, секоја недела, вика, има едно сламено како кошниче, не знам по колку евра собира, ама многу повеќе од 150 евра собира. Ова е еден вовед за мојата вечерашна тема. Ја најавував и да си стојам на зборот. Сакам да говорам за давањето. И би сакал на самиот почеток да го дефинираме што подразбирам јас и Библијата под давање, за да не дојдеме до некакви недоразбирања или разминување. Многу често и во молитвите и во христијанскиот жаргон би рекол употребуваме давање, имаме термини десетоци, имаме термини милост, имаме термин жртвување, нешто во Стариот Завет, така почнувало, па имаме жртвувања, не знам, на птици, па имаме жртвување со палење, па имаме жртвување со колење, па имаме со храм, без храм. Меѓутоа тоа не ми е вечерашнава тема. Ке се вратам во Новиот Завет. Значи, темата за оваа вечер, може би во Новиот Завет единственото најдолго место во однос на давањето е во 2 Коринтијаните и авторот на давањето е апостол Павле, и двете најдолги глави во Новиот Завет се 8 и 9 глава од 2 Коринтијани. И јас сакам оваа вечер да разгледаме еден многу, би рекол, кус сегмент од 8 глава, и тоа ќе биде од 1 до 5 стих, само првите 5 стиха, но би сакал сосема накусо да ви го кажам контекстот, за што станува збор, за да вие имате една подобра представа и да можеме подобро да се разбереме. Апостол Павле, ова послание, или нашки кажано, говоревме дека значи писмо, го пишува до Коринската црква. Коринската црква, апостол Павле, неговите патувања, кога го разгледувавме Филипјаните, првото и второто, он е основачот на овие цркви. Он е создателот на овие цркви. Меѓутоа, сега во овој момент и ова второ писмо кое што го испраќа до Коринт и овие први 5 стиха, упатува еден апел до Коринската црква. Упатува еден апел со една единствена цел, ќе видиме од самиот текст, тој сериозно е загрижен. Би рекол како вистински христијанин кој што се грижи за своите браќи и сестри. Тој ова писмо го праќа со една единствена цел за да собере финансиска помош за браќата и сестрите во Ерусалим, кои се наоѓаат во една тешка состојба. Многу е битен овој факт дека во првиот век христијаните биле многу поревностни во однос, ако направиме една паралела со евреите. И апостол Павле ова писмо го праќа и како едно охрабрување, како една паралела им ги дава македонците. Бидејќи, ќе видиме од текстот, ќе го прочитаме, зошто дава една таква паралела, бидејќи пред извесен период иста таква помош помарал и од македонците. И на негово големо изненадување, повторно ќе кажам, ќе видиме, текстот е многу краток, но многу е интересен и многу богат, би рекол текст. На негово големо изненадување македонците даваат неочекувано многу повеќе од тоа што апостол Павле го очекува.
Значи, сакам да видиме ние, како христијани, многу пати, јас милувам да кажам и да потенцирам, станува збор за вистински христијани. Зошто го потенцирам вистински христијани? Бидејќи Словото ни вели дека има и лажни христијани. Словото ни вели дека ќе има и лажни Христоси. Словото ни вели дека има и лажни пророци. Така да говорам за вистински христијани, какви што биле македонците, да видиме што е тоа што нив ги мотивирало да даваат, имаме ли ние обврска како христијани да даваме, на каков начин сето тоа го правиме или би требало исправно да го правиме. Накусо, ова е, би рекол, тој вовет од кои причини апостол Павле пишува и ги охрабрува коринтијаните и им дава една паралела, еден добар пример на македонците што тоа направиле. Овој текст и овој вовет ми асоцира, ако не ме разбирате, можам да ви го пренесам во денешни услови или во денешната состојба. Тоа отприлике би значило вака: драги браќа и сестри скопјани, сето она што го слушате изминативе 7-8 години за црква Блага Вест од Софија, се тоа што го прават тие луѓе од црква Блага Вест Софија во однос на нашето помагање и грижата за нас, тоа би требало и ние во иднина да се стремиме да го правиме. Ја мислам дека појасно од ова не може да биде и мислам дека ме разбирате. Мојата единствена цел на вечерашната проповед, како што реков, да извлечеме, секој пат сакам да потенцирам, важни се во секоја една проповед да ги извадиме принципите кои што можеме да ги употребиме во нашиот христијански растеж и во нашиот христијански живот. Ќе ги прочитам 5-1 стиха од 2 Коринтијаните, од 8 глава, од 1 до 5 стих. Текстот вака вели: Ве известувам, браќа, за Божјата благодат дадена на црквите во Македонија, дека иако во многу неволји со кои беа искушувани, нивната преумножена радост и длабока беда покажаа преизобилно богатство на нивната дарежливост голема. Зошто сведочам дека според своите можности, а и преку нив, дадоа доброволно и не молеа многу да им ја укажеме милоста, да можат да учествуваат во службата на светиите. И даваа не само како што се надевавме, туку самите себе му се предадоа прво на Господа и тогаш нам преку Божјата волја. Апостол Павле е многу интересен како автор. Апостол Павле прави таков еден сплет на зборовите. Ако земете да ја разгледувате, јас така и го разгледував овој текст, овие 5 стиха, сакам да се задржам само на определени зборови, само на определени фрази, неколку фрази, да видиме што се важни, што се суштински за овој текст, што тоа апостол Павле во самиот почеток им кажува на Коринската црква тогаш и таму, што тоа значи за нас денеска и овдека. Интересно почнува со благодатта, вика, која им ја дадена на македонските цркви. Благодата е многу интересен термин пред се. И благодата е, јас разговарајќи со многу браќи и сестри, повеќето од нас како да не ја разбираат што представува благодат. Апостол Павле, значи, не случајно го почнува ова писмо токму со првата реченица, токму со првиот збор, дека им кажува дека македонците ја имаат таа Божја благодат. Со други зборови,
Не можете да имате благодат, а да не давате. Апостол Павле многу добро му е позната благодат. Благодата, би рекол, е нераскинлив дел и од Духот Свети и од Исус Христос. Со други зборови, луѓе кои што немале средба со Господ Исус Христос, луѓе кои што не се навистина на новородени, многу тешко може да не да ја разберат благодата. Благодата има едно активно дејство во животот на верните луѓе. Апостол Павле вели, јас многу добро ја разбирам благодата. Јас не случајно толку многу се грижам, толку многу сум засекиран и правам се што е во моите можности, вие од Македонија, да соберете некаква помош за луѓето христијани кои што се во Ерусалим. Значи, стварно, ако си представите, ја не знам дека луѓе толку сериозно би се заангажирале од едниот крај на светот и да направат се што е во нивна можност да тоа што го наумиле, за тоа што го зацртале, да даде некаков резултат и некаков плод. Апостол Павле вели, благодата бесплатно, без пари ја примивте, бесплатно, без пари ќе ја дадете. Благодата не ја заслуживме, благодата со ништо ние не ја заработивме. Тоа е првото нешто со кое што апостол Павле почнува. Има многу интересна приказка, пак ќе кажам, околу благодата. Вообичаено сите кога ќе заминеме од овој свет, сите приказки почнуваат со средба со Свети Петар. Таки еден наш брат заминал од овој свет и се сретнал со Свети Петар. Здраво, здраво. Погледнал вака во далечина, вика, предпоставувам дека тоа таму е рајот. Вика, да, рајот. Вика, стварно е преубаво, вика. Секако што сиве овие години, вика, долу на земјата и обучувавме, и Библијата ни кажуваше, и пасторот, и се. Вика, таа таму темнина и тој мрак, предпоставувам дека тоа е адот. Вика, точно така. А вика, јас сум си христијанин, јас си одев на црква, вика, јас кажи ми како да влезам таму. Вика, знаеш како. Има еден услов. Имаме тука, вика, една канцеларија, јас и ти ќе седнеме, еден наспроти друг. Ти треба да ми кажеш зошто мислиш дека заслужуваш да отидеш во рајот. За секој добар твој одговор, јас ќе ти дадам по еден поен или една точка. Ти треба да освоиш 100 точки или 100 поени и со слободно заминуваш таму. Вика, никој не рекол така. Ама вика, повеќе е како проформа, ама меѓутоа ти чим животот си го посветил на Бог, долу на земјата, кога редовно, викаш, си ги правил сите тие работи, ти ќе немаш проблем да ги освоиш овие 100 точки. И седнал еден наспроти друг. Вика, ти збори, јас, вика, ќе ти кажувам веднаш за се она што си го правил, како ќе ти се наголемуваат точките. Вика, еве прво да ти кажам дека не сум испуштил ниту една служба во недела. Значи, цел живот сум одел. Дури еве пред да ме повика Господ, у неделата бев на служба. Вика, нема проблем, 2 точки. Како бе, вика, 2 точки? Па вика, сега, ја имам овде тарифник. Збори ти, значи не е неизводливо да ги добие 100 точки, 2 точки. Па вика, редовно го давав 10-токот сега. Додека кога имав, некој пат кога бев во криза, не можев да дадам 10. Нема никаков проблем, еве ти уште една точка. Вика, ти како што си тргнал, вика, мене ми се малку 2 живота, вика. Ова, вика, мене ми треба овде Божја благодат за да успеам во ова. Бинго! Му вика, 100 точки доби. Благодата е таа која што нас не води таму кај што треба да не води, и благодата е таа, ако нешто сме во Христос, тоа е само поради благодат. Реално гледано, денеска овдека, сите ние не заслужуваме да живееме, сите ние заслужуваме смрт. Таа е вистината. Тоа е последицата на гревот и на првиот
Адам, како што милуваме да кажем. Но апостол Павле продолжува многу интересно во вториот стих и прави таква една бркотија, би рекол, со зборовите. Ако земете секој збор да го разгледувате посебно, ниту може да составите некаква проста, ниту просто проширена реченица. Самите зборови еден со друг немаат апсолутно никаква врска. Не можете да ги ставите во една ваква реченица или би рекол во една ваква математичка форма за да добиете еден ваков одговор како што тој самиот вели. Тој вели вака: иако во многу неволји со кои беа искушувани, преумножената нивна радост. Значи, логика никаква. Да бидете во неволји, да бидете искушувани и да имате преумножена радост, тоа нека каже некој овде да стане да ми каже како станува. И благодатта и големата беда која што ја имава, со преизобилно богатство на нивната дарежливост. Пак сакам сосема накусо да ви го кажам контекстот и би рекол и политичката и таа религиозна состојба во која што се навоѓаат коринтијаните. Треба да знаеме дека во први век почнуваат, ништо чудно дека и кај нив се отпочнати големите гонења против христијаните. Има и еден, би рекол, конфликт помеѓу самото население и римската војска. Не случајно апостол Павле, реков на почетокот, е тој кој што ги основал овие цркви. Апостол Павле добро ги познава луѓето со кои што го отпочнал тоа заедништво. Апостол Павле не случајно говори дека на вистина коринтијаните се наоѓаат во една многу тешка состојба. Секој пат кога се наоѓаме во една тешка состојба, ние малку сме научени, би рекол, го имаме тој христијански шаблон. Христијански фолклор, обично би рекол, и како го делиме тој христијански фолклор, како го споделуваме. Секој пат кога имаме неволји и сме искушувани, вообичаено говориме искушувањето доаѓа од злиот, а испитувањето доаѓа од Бог. Па јас се прашувам како може Бог да не испитува. Јас верувам дека само преку искушение можеме да бидеме испитани. Така да сакам да кажам, кога говориме, и јас у неколку различни преводи, некаде искушување, некаде испитување. Но во оригиналот станува збор дека тоа е една монета со незините две различни страни. Дека Бог може да дозволи некакви околности како и не знаем многу пати зошто, нели? Меѓутоа верувам дека не можеме другчие ние да бидеме испитани. Не можеме другчие да си го земеме испитот кој што сме го спремале на нас за секој различно колку години и за да земеме таа година да отидеме во едно, би рекол, повисоко оделение или во некој повисок клас. Стално го даваме примерот со добриот морнар. Па вие не можете да полагате и да бидете добар морнар на Мирно море или на Мохридско езеро. Како ќе се покажете? Ќе се покажете на еден ваков начин. Значи, во едни вакви околности имава, вели, преумножена радост. Можно ли е човек да има радост притиснат од сите можни страни? Зборот во оригиналот вика е притиснат како за зид и да те стиска некој. Како можеш во едни вакви околности? Згоре на тоа продолжува, вели дека сиромаштиите им ја познавам, дека беа на вистина сиромашни луѓе. И сето тоа да биде, значи, притиснат од сите страни, да ти бидат околностите згоре на тоа тешки, да имаш сето тоа искушение и испитание, и ти на сето тоа да имаш неизмерна радост и да даваш, вика, дадова преизмерно многу. Единствениот одговор, би рекол, единствената тајна на овие луѓе, ако се вратиме од благодата,
човек кој што не е предаден на Господ Исус Христос, ниту може да ја има радоста, ниту ќе може во едни вакви околности да ја види благодатта и да ја има таа слобода на давање. Што сакам да кажам? Не е проблемот овдека некои ќе кажат дали имале пари или немале пари. Би рекол, многу пати ние говориме овдека кога даваме пари во црквата. Кога имаме пари или кога немаме пари. Најчестото, моje искуство, ја што сум слушал, повеќето велиме дека кога би имал пари, сигурност ќе давам јас на црква. Меѓутоа се прашувам кога полесно даваме. Кога имаме 1000 денара, па ќе си дадеме 100 денара, или кога имаме 10.000, па ќе дадеме 1000, па да не кажувам за поголеми суми. Апостол Павле и суштината на давањето е проблемот на срцето. Не е проблемот ниту до кој какви пари има, ниту до проблемот дали некој е во редовен работен однос или некој не е во редовен работен однос. Ако направам овдека една анализа и слика, познавајќи се, јас знам луѓе дека имаат мали пензии. Јас знам луѓе овдека кои што се без работа. Јас познавам луѓе овдека кои што си го изгубиле својот бизнис. Јас сум свесен дека сите трошкови од ден на ден се зголемуваат. Ама треба да имате во предвид дека овие луѓе беа во полоша состојба отколку што сме ние денес. Значи, многу е важно да го разбереме контекстот. Многу е важно кога правиме една паралела да не го губиме фокусот на ова што збориме кога правиме паралела со нас денеска. Само човек кој што ние ќе видиме понатака во текстот, само човек кој што си го предал вистински срцето на Господ може да дава како овие македонци. Дали било тогаш во први век, дали било денеска, има еден проблем и проблемот е следен. Ние просто без да се осознаеме, без да почувствуваме, би рекол на многу суптилен начин, светот нас, срцето ни го залојува, ако може така да кажа. Ние многу повеќе љубов и многу повеќе стремеш покажуваме кон светот, отколку кон Божиото дело. Толку многу се навикнуваме да се прекршуваме преку средството, нели наречено пари, да дури целиот наш живот и доваѓајќи до крајот не приметуваме дека фактички тоа ни станало наш начин на живот. До тој степен ни станува начин на живот, што на крајот на нашиот живот, ние нашиот живот си го мериме, нашиот живот правиме некаква пресметка во однос на тоа што колку ни чини и што колку ни вреди. Апостол Павле вели овдека, не можете да очекувате да дадат луѓе кои што немале средба со Бог. Не можете да очекувате да дадат луѓе кои што не ја познаваат, не ја почувствувале благодат. Апостол Павле вели, ако не си имал средба со Господ, ако не си добил благодат, ти немаш никаква врска да даваш. Твоите пари, најдоброто место и највистинското и најреалното место на твоите пари се во паричникот во твојот джеб. Таму и треба да остане. Меѓутоа, луѓето кои што имале средба со Господ, луѓето кои што поверувале во Господ Исус Христос, луѓето кои што говоревме, отпочнале процесот на метаморфоза, отпочнало нивната внатрешна промена, која и вчера говоревме на Машкото. Рефлексиите се различни кај секој еден од нас. Времето на рефлектирање е различно кај секој еден од нас. Битното е дека секој еден кој што имал средба, тој е ставен на траката на процес и на промена.
Не можете да имате средба со Господ Исус Христос, да немате внатрешна промена и да немате метанојата промена на умот. Овие луѓе суштината што вели апостол Павле, јас ги познавам одлично. Јас сум поминал време кај нив во 4 стих. Зачудувачки, јас се одушевувам од стихот. Јас, вика, си правев представа колку можат тие луѓе да дадат. Ние вчера на машкиот си разговараме кои со какви финансии од мажите располага, кои со какви проблеми. Дојдовме до еден заклучок, сите мажи вчера што бевме собрани, сите имаме кредит, горе-долу. Сите. Сакам да кажам дека без разлика на сума, ти може да си го платиш кредитот. Сите како добри домаќини гледаме да си ги подмириме сметките дома и остануваат, вчера говоревме за најразлични суми кај секој еден од нас. И секој вели дека јас во однос на порано малку сега живеам поскромно. Дали ќе намалиме во квалитетот, не знам, на исхрана? Дали нема да јадеме свински врат секој ден или ќе јадам еднаш во месец? Дали ќе си купувам се што ќе видам или ќе си купувам тоа што имам потреба? Од тој дел и македонците бева во една таква незавидна ситуација. Меѓутоа македонците, веле апостол Павле, вели, дај додека ги имам овие пари за храна, дај ќе дадам повеќе од тоа што треба. Апостол Павле бил изненаден, како што вели, од нивната добродушност, од нивното радосно давање. Не може човек да даде радосно ако не го познава Христос. Не може човек да дојде во ситуација. Јас не паметам за 25 години вообичаено луѓето кога ќе застанат од оваа страна на амвонот, секој пат другите викале, па проповед за пари, па ќе бараат пари. Луѓето така размислуваат. Такви коментари сум слушал кога сум седел од таа страна. Ма знаете во што е разликата? Разликата е во однос на срцата. Има луѓе дека не размислуваат така. Има луѓе кои што не ги разбираат овие проповеди така. Мојата цел не е вечерва да измакнам од некого нешто повеќе пари. Мојата цел е да ги разбереме принципите како христијани. Јас ќе видиме сега во последниот стих, апостол Павле вели суштината, сите 5 стиха мене ми стоят како да ги свртал наопачки. И на крајот го кажува најважното. Сето ова овие македонци го правева од причина што прво му се предадува на Господ Исус Христос. Ништо вие од ова не можете да направите. Ако кај некој вечерва се јавува некаква борба во срцето, ако се јавува некакво несогласување во однос на давањето, проблемот лежи во познавањето, проблемот лежи дали целосно се имаш предадено на Господ Исус Христос. Дали целосно го имаш предадено срцето на Господ Исус Христос. Многу голем е мит тој за десетокот. Има, можам да ви кажувам, разни приказки. Една од нив е дека јас го давам десетокот на Бог, кој десеток на Бог, кога ние се сложуваме сите дека се е на Бог. Значи, ние треба да размислуваме дека Бог ти дал 100% некаква плата, пензија, пари, финансии и ти дозволил од неговите пари да трошиш 90%. Треба така да го гледате. А не дека ние нешто даваме од нашето десеток. Господ има, демек, потреба од нашиот десеток. Нема Господ потреба од нашиот десеток. Може да гледате другчие дека Бог сака да не заштити, зашто парите ќе ни го виткаат срцето, па ќе имаме многу потежок проблем. Многу, пак ќе кажам, целта на оваа вечерашна моја беседа дадов збор дека ќе говорам за давањето. Сакам повторно да кажам дека не станува збор дали имаме пари или немаме пари. Се случува и основната, суштинската работа се случува внатре во срцето. Ние кога вообичаено зимаме лист хартија и правиме список што ќе си купиме, на кој што ќе му се даде? Кога имаме пари. Ние кога немаме пари, не да не зимаме лист хартија да правиме список. Ние не размислуваме за давање. Не размислуваме за давање.
Овдека апостол Павле ги дал, Бог дозволил да се во Библијата, како пример на коринтијаните. Ако се сеќавате, во Матеј говоревме за богатиот во 19 глава. Беше некаде. Тешко на богатите ќе влезат во Царството Небесно. И тогаш кажав, да не бидам погрешно сватен, не станува збор дека нема богати христијани. Не станува збор дека не треба да бидат богати христијани. Па јас се надоврзувам, ако нема богати христијани со срца предадени на Господ, па вие сте, така го почнав ја, имаме еден пример, благовест од Бугарија. Има многу богати луѓе кои како апостол Павле се борат усрдно за други цркви како за нас, за да обстојува. Со надеж, јас длабоко верувам дека и ние еден ден тенденцијата е таа е преумножена радост. Па словото ни вели, блажено е да давате, а не да примате. Сите ние, многу често сум го употребувал охрабрувањето од пастор Јатански, кога велел: Гаго, полека, вие сте на 8 годишна возраст, како 8 годишно дете, полека, со деца знаете како е, полека. Меѓутоа, сакам да дојдеме во ситуација да можеме и ние да помагаме. Јас ќе завршам сега за кратко, ќе видиме што значи тоа, кој е контекстот да дојдеме во една таква ситуација. Основната работа, и со тоа ќе завршам, би рекол дека треба да имаме во предвид, ако погледнеме реално денеска во светот. Светот не е заинтересиран воопшто, би рекол, одговорно од овдека за Божјото дело. Светот нема никаков интерес за Божите работи. На крајот од краиштата, Божите работи си се на Бог и на неговите луѓе. Јас се чувствувам дека сум дел од неговите луѓе. Ако сме навистина дел од неговите луѓе, тогаш треба да си ја земеме одговорноста како вистински христијани, дека христијанството, и вчера го говоревме, значи не е само да земеме одредени сегменти нас кои ни одговараат, ние кај што сме добри, и да кажеме: јас одам редовно од црква, јас си го давам десетокот. Христијаните од секој пат биле одговорни луѓе. Христијаните од секој пат биле точни луѓе. На крајот од краиштата, ако ве прашам дали вас како семејства дома сметките по дома ви ги плаќали комшијата, или сами се грижите како добри домаќини, уште повеќе треба како христијани, уште повеќе кога се нарекуваме како деца Божји, ние сме одговорни за Божјото дело на оваа земја. И ние треба сами и тие што ни помагаат, и таму каде што бараме помош, од луѓе кои што се предале целосно на Христос. Многу си ја сакам оваа црква. Таа е вистината. Пред Господ говорам. Црква, кога имам предвид, имам на сите вас. Тоа е, нели, црквата. Се сеќавам док ја подготвував оваа проповед дека како секој еден жив организам, и вчера говоревме, сме поминували низ лоши работи, сме поминували низ добри работи, меѓутоа овдека голем дел од луѓето од почетокот до денеска обстојуваме заедно. Обстојуваме заедно благодарение на силата на Господ Исус Христос, која се пројавува преку сите нас. И тоа ми дава и поттик, и ми дава една таква радост дека и да продолжуваме. Од друга страна, ние сме тие кои што сме, нели, сол и светлина. Па ние сме тие кои што можеме на светов, кој што е поразличен, нели, од нас, би рекол така, да го пројавиме живиот Христос преку нашите животи.
Сум рекол многу пати дека ако има било што добро кај мене, ако има било што добро и во оваа проба, тоа е само заради Христос. Заради ништо друго. Така да ве охрабрувам и завршувам дека треба да се предадеме целосно на Христос. Бидејќи, знаете што е важно да запомнете. Не можеме да не се предадеме на Христос, а да бараме благослови. Сами си ги затвараме благословите. Многу е интересна, би рекол, таа цела состојба. Ние бараме од една страна и се молиме да бидеме благословени, ама со материјалниот дел што ќе се благословиме, сакаме да си ги чуваме дома и да си правиме наши работи. Парадоксално е. Павле вели прво се предадува целосно на Христос и нивните срца. Благословот е неизбежен, бидејќи Бог тоа го ветил во Библијата.